Како што секогаш сме окренале гласот против неправдата и двојните стандарди што се случуваат во грб на албанците во Македонија, Движењето Беса и денеска повторно јавно и се обраќа на јавното специјално обвинителство до петок да ги процесуира случаите Сопот и Монструм, без разлика на одлуките на Советот, на обвинителите за случајот Сопот. Ние цениме дека СЈО има доволно материјали за да ги иницира сама случајот, така што да не дозволува политизираната правда на двојството ВМРО-ДУИ да не продолжат да играат уште со животите на луѓето од Сопот и Монструм. Всушност, затворените од овие две значајни судски случаи се уште се предмет на необработени материјали на јавното специјално обвинителство, кои ги поседуваат, додека во петок може да биде крајниот рок за да се иницира, да се процесуираат овие случаеви. Ако ова не се случи до петок и после тоа ќе се оправдуваат дека поминат е рокот, ќе се цени како манипулација, предавство на тие што страдат со доживотен затвор, само заради политизираната правда во Македонија. Всушност, секој ден поминат во затвор е непростливо кривишно дело, кое ја носи државата за овие граѓани секојдневно. Бидејќи се знаат меанизмите за да ја открие вистината за овие два случаи, се во рацете на специјалното јавно обвинителство и на ова влада. Исто така беше ветување и на господинот Зоран Заев за гласачите албанци, кој што изјавуваше дека постојат факти дека албанците од овие случаи се осудени неправдено и се жртви на монтирани политички случаи. Бараме што поскоро да се направи целосно осветлување на овие случаи. Воспротивно, ако овие случаи не се процесуират, ние ќе си дадаме за право да констатираме дека СЈО работи со политички диктат и работи како машина за перење која ги чисти корумпираните министри на ДУИ. Движењето Беса цени безцелосно осветлување на овие случаи. Не може да зборуваме за стабилна меѓуетничка ситуација и не може да веруваме на државни институции. Беса нема да молчи и нема да дозволи животот на албанците да зависи од политичките пазарења и нема да се откажеме се додека не се осветлува целосно овие неправдени случаи. Дали да значи дека може би кидете во момент на меѓуетнички тензии, ако не се решат овие два случаи? Значи, ние си изјаснивме дека ако не се решат овие два случаи, што граѓаните ги чекаат да се решат што поскоро, ова значи дека нема да се зборува понатаму за стабилна меѓуетнички односи, што значи државата ја сноси ова одговорност. Заедно со јавното специјално обвинителство, пошто тие констатираме дека имат доволно материјали за да ги процесуират овие две случаи. Меѓутоа, во овој момент, одлуката не е СЈО, зашто во четврток, утре, всушност, Советот на јавните обвинители ќе решава дали случајот Сопот ќе припадне во рацете на специјалното јавно обвинителство. Што доколку Советот на јавните обвинители не одлучи, тогаш предметот нема да падне во специјалното јавно обвинителство. Затоа и ние, значи, се изјаснивме дека до петок треба да се процесуира двете случаи. Значи, пошто констатираме дека јавното обвинителство има доволно, значи материјали како што и претходно изјаснили господинот Зоран Заев дека тие луѓе што лежат во затвор се значи лежат за неправдено седат на затвор. Значи тие се манипулирани за политички пазарења, што ние се обраќаме повторно до специјалното јавно обвинителство, што поскоро, пошто од наши сознанија дека до петок ќе му истече и рокот, да ги покрива овие случаи што ги има на раце. Ви благодарам. Или би ја на строгата на која што се упатувате, зашто во моментот специјалното обвинителство не одлучува,
Тук съдът на явните обвинители одлучава дали ги преда. Јавното обвинителство значи има право до петок да ги процесуира овие два случаи. После тоа, значи нема да има право да ги процесуира. Според законот што ги има во бомбите, тогаш информации може специјалното јавно обвинителство да го презема случај. Не ве слушав. Шпеки. Благодарам, Пандер. Само ще ви да прашање. А поврзано во теке оставка од обид на СДСМ да го се продолжи мандатот на СЕО. Како е вашиот став бидејќи се обидуваат да ги достават тие законски измени? Значи ние сегогаш сме изјасниле дека сме за продолжување на рокот на специјалното јавно обвинителство, но ние не би сакале да се продолжи на ова темпо, значи што треба тоа што поскоро да се реши да се продолжи. Фала.